се илустрираме спрема ова што го збориме. Значи ние треба се добра волја, ќе покажеме дека ние сакаме да се илустрираме. Добро, а новинарството ние на најниски гранки од кога било. Ама ќе се илустрираме. Па Христо, подобро е тоа него да си пуштаме афери едни на други по весници. Па нема да го реши проблемот тоа, Мирка. Проблемот е што место, ако е во христијанството принцип сврти го и другиот образ, овдека провери го и вториот избор. Тоа е нашата максима која може да не извлече од ова дередже на која е новинарството. Професионалното новинарство. И вие мислите сериозно дека со илустрацијата, транзицијата ќе надминеме? Со стојбата на постојана транзиција? Не, вака како што е замислено и од предлагачот и од оние што го усвоија, значи оваа власт, ова е циркусијада. Треба да биде, уствари, за политичари кои сигурна сум дека немаат причина да бидат соработници на полиција. Но ние сакаме целокупна да видиме што е Академијата на науки која сите ја критикуваме од горе до доле. Таму сигурно не се младичи. Ама за тоа постои законска обврска. Да. За новинарите јас сметам дека новинарството е јавна функција, јавна професија. И таа и те како делува, дали едно општество е стабилно или може да го хармонизира, може да го отера и у војна. Може да создаде таква паника, таква хистерија, може да направи услови за граѓанска војна, да не се лажеме. За поделби, за травми. Треба да има илустрација, значи сега се отвара дебата за законски измени на тој комплициран. Од прилика така личи ова. И твојата теза е многу интересна, дека старите системи не се демонтирани. Практично уште има длъжници и јас така си објаснувам зошто сме ние неуспешни. Транзицијата ни трае толку долго. Да, неуспешни сме дека си значи шемата е останала, регрутирани се, еве, ако сакаш да речем, така нови сили. Информативниот медиум е вклопен во тој и оставени се тие баблс, како ги викаат, меури на кои гледате. Јас не можам да сватам. Хрватска и Словенија од ист систем излегоа, гледајте, вемувам, не отпуштија они од работа суди или професори, но гледате како се прочисти. Јас нема една група, а оние што остана работат во интерес на... Затоа што имаат подобра политичка елита него нашите политички елити се тие. Не се заробени во тие морони. Очигледно не изгледа. Значи тоа е работата. Немаме реформа, не е до илустрација. Хрватска и Словенија, Милка Велиновска, седнаа на маса двајцата политичари премиери да решат еден територијален спор. Ајде само Баков дојде тука да не подсети како беше словенското искуство. И одлуката беше препораката на Словенија, на која се угледаме дека премиерот верува во Никола Груевски дека ќе донесе важна, храбра и стратегиска одлука. Само веднаш ќе кажам. Значи нема да ми кажуваш, не, одличен е примерот, меѓутоа говориме за два различни. Едниот е спор за граница, дали ќе отстапиш ова или она, а друго е каде што ме рчкаш, дали постојам или не. Ама таму качите се на маса и се знае спорот, нема тајна дипломатија, овде има тајна дипломатија. А пак ќе има ако не си веруваат меѓу себе политичарите. Нас може да не манипулираат во Македонија сите, затоа што не знаеме што е. Апсолутно не знаеме. Види, ако не знаеме зошто се Јас не знам, ја тоа го водам 15 години. Ако не знаеме, зошто пишуваме? И не сум видел никогаш комплетен пакет на Нимц. Јас го немам видел. Имам видено нешто и еден анекс. И си пишуваш така, без да имаш, а сега ми викаш ќе проверуваме еден извор и уште еден. Тоа е основа на професионализм. Точно е така. Излагаш со теза кај што викаш смени народе свое име. А викаш не си видел основен документ. Па како можеме ние да разговараме? Јас никогаш сменив своje име. Па тоа е пораката. Не сум рекол. Ама извор ти е изјава на премиер, нели? Да. Изјава на министер за надворешни работи. Што подобра извор? Затоа го држиме. И одговорност се бара од политичар кој ако не знае што збори, значи показнувате и како народ и како новина. Така. Јас не можам да видам дека до сега ова што го кажал дека не кореспондира со јавност, со реалноста. Напротив, видовме дека има пакет, не е еден. Значи и пред тоа знаевме. Нели така ни кажа како се вика Пендаровски, да не се правиме пакетите се од почеток. Ако се од почеток, ваш
Проблем е што не сте сакале да знаете дека има. И не сте реагирале на пакет. Јас сум граѓани, не се пишувало. Ама и видовме видовме наш предлог, да речем. Сега ето и тука. Како не? Каде е нашиот предлог? Двојната формула. Двојната формула. Види, интересно и во Грција има предавници. Значи и во Грција има предавници новинари кои се збори за ова прашање. Не сме ние ексклузивци по ова. Добро, сега мене поинтересна ми ова за лустрација него за ова. Ви реков. Ама интересно е контекстот, Мирка. Па почнавме од таму. Значи почнавме предавници патриоти, што е патриотизмот, предавници патриоти, па и филтрација на тајни служби со меѓународна комуникација и сега да се вратиме на лустрација. лустрација. Ако има тајни служби со меѓународна вакво тоа се вика шпионажа и за тоа си има кривичен закон и нема врска тоа со лустрација. Ние имавме министер за внатрешни работи, кој беше декориран како соработник на тајна служба, нели, Силјан Аврамовски, така се викаше, и уште е полицаец, нити го обвинителско да го гони, ни ништо. И тоа е идеологизација. Деме како е западна служба, онда нема што тука, тоа е добро, али ако е ова од Србија или не знам од Бугарија, тоа ние си имаме матрица. Србија и Бугарија генерално као генерација, знаевме дека е црн ѓавол, а Србија сега почна од Милошевиќ нааму, не од 8 седница, кога сите навиваа за него. Туку од кога почна да паѓа. Значи, сега имаме два лоши соседи и тие ќе ги жигосуваме. Али ако си шпион на ЦИА, на, как се виката германската БНД, онда си ти западњак, така? Не, истиот закон важи, господине Чомовски, тоа е принципот. И ако се применува, ќе се применува и за Латаш, ама и за Силјан Аврамовски. У целата таа ситуација најсимптоматично е, морам да ви кажем, сознанието кое призна тука и ми отвори очи на овој начин екс-министерот Павле Трајнов, кој тврди дека еден од присутните на кој се провикува, а е новинар, е во случајот што деновина беше во Белоденет, е практично тој што ја доставил, третата страна што ја доставил информацијата. Ако е новинар, тој е... Ако е така, тогаш е добра илустрација да направиме, ама ако не е така, дали е тоа една од вештите, условно кажам, намештајки по нашиот скопски... Ќе ме манипулира се. Види, има 1000 варијанти како можеш да зафркнеш и најплеменита акција. Лустрацијата значи да расчистиме. Е нормална процедура кога се дешаваат големи системски ломови, значи од еден систем сте влегле во друг. Сега, валјда нема историја да си држиме, дека и во стариот свет и во новиот свет лустрација вршеше и овој, како се вика, Макарти, нели, ловеше комунистички вештерки, но таа може да, значи тоа ви е еклатантен пример како може да се претвори у хајка, у харанга, ако немате утврдена процедура. Што барате? Значи, ама нема утврдена процедура. Христо сме седели у кафана, Горан јавил на некој, тоа не е шпионажа. Треба законско решение за тоа. Тоа е дискреционо право. Нема законско решение. Треба дода тоа аналогија. Па предложете, имаме здружение, има право здружението да побара за сите новинари. Ја лично во здружението исто го предлагав тоа, ама не е поминува така. Па еве редакција ќе си го направиме. Мирка Велиновска, Горан Михайловски, Христо Ивановски и Лидија Димова беа мои вечерашни гости, во кои во оваа македонска салата направивме и име илустрација, и предавници, и поданици, и патриоти. Македоноиди да стои, нема сега. И македоноиди, и соросоиди, и така натаму, но во секој случај тоа е општиот амбиент, може би на неделава, во која се отворија прашања на еден деликатен начин и како што некој од овие застапници на тезата тврдат дека допора ќе биде жестоко или ќе биде уште по со општествени противречности. Мирка Велиновска, Горан Михайловски, Христо Ивановски и Лидија Димова во петок на тема македонската новинарска фела во изминатава недела поделена внатре, однадвор и така натаму. Пријатна вечер.